Добар ден на сите. Продолжуваме со комисијата. Мислам дека на мејл добивте одговори на неколку од прашањата. Дали има некој друг прашање? Во врска со првата и третата точка, кварталниот мислам дека сега ќе ни го презентирате, така? Доколку немате, повелете за втората точка, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола за третиот квартал од 2023 година. Добар ден на сите. Значи, согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, член 32 став 2, службен вестник на РМ број 67/04, 96/04 и 156/09 се утврдува врската на градоначалникот на општината да доставува до Министерството за финансии и до Советот на општината квартални извештаи со образложение за извршување на буџетот во рок од 1 месец по завршувањето на кварталот. Во буџетот на општина Битола за третиот квартал биле реализирани приходи во износ од 660.383.201 денар, од планираните 945 милиони, 439.950 денари од вкупниот основен буџет на општината Битола, или реализација во проценти 69,85%. Додека реализираните расходи се во износ од 576.901.006 денари, од планираните 945.439.950 денари, од вкупниот основен буџет на општината, или 61,02%. Динамика на движење на приходите во третиот квартал. Значи, ставката 711, данок од доход од добивка и од капитални добивки за третиот квартал од планираните 41.510.000 денари, од вкупниот основен буџет се остварени приходи во износ од 42.680.990 денари. Значи, над 100%. Ставката 713, данок на имот за третиот квартал од планираните од вкупниот буџет 163.750.000 денари, остварени се приходи во износ од 143.769.136 денари, или вкупно 87,80%. Ставката 717, данок на специфични услуги во третиот квартал од планираните 286.840.000 денари, остварени се приходи во износ од 254.412.393 денари, или 88,69%. Ставката 718, такси за користење или дозвола за вршење на дејност од планираните 23.660.000 денари, остварени се 4.259.116 денари, или во процент 18%. Ставката 722, глоби, судски такси и административни такси во третиот квартал од планираните 4 милиони денари, остварени се приходи во износ од 2.073.628 денари, или процентуално 51,84%. Ставката 723, такси и надоместоци во третиот квартал од планираните 12 милиони, остварени се приходи во износ од 9.844.167 денари, или процентуално 82,03%. Ставката 725, други неданочни приходи во третиот квартал од планираните 26.873.819 денари, остварени се приходи во износ од 10.652.497 денари, или процентуално 39,64%. Ставката 733, продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 93 милиони
362.792 денари, остварени се 71.253.432 денари или процентуално 76,32%. Ставката 747 трансфери од други нивоа на власт во третиот квартал од планираните 293.443.339 денари, остварени се приходи во износ од 121.436.842 денари или процентуално 41,38%. Значи, тоа е за буџетот на општината, динамика на движење за приходите. Сега за расходите во третиот квартал. Вкупни тековни расходи по ставки. Ставка 401. Основни плати, реализирани се расходи во третиот квартал 46.181.639 денари од вкупно планираните 69.916.697 денари. Ставката 402 придонеси од социјално осигурување. Реализирани се трошоци во износ од 17.845.402 денари од вкупно планираните во буџетот 26.126.076 денари. Ставката 404 надоместоци во третиот квартал реализирани се трошоци од 11.395.512 денари од планираните вкупно 15.085.000 денари. Ставката 412 постојана резерва не се реализирани од планираните 1.500.000 денари. Ставката 413 тековни резерви не се реализирани трошоци од планираните 200.000 денари. Ставка 420 патни и дневни расходи. Реализирани се расходи во износ од 1.102.000 денари 649 денари од планираните 2.970.000 денари. Ставката 427 комунални услуги, грејање, комуникација и транспорт. Реализирани се расходи во третиот квартал во износ од 72.656.224 денари од планираните вкупно 104.755.051 денар. Ставката 423 материјали и ситен инвентар. Реализирани се расходи за третиот квартал во износ од 4.928.416 денари од планираните вкупно 11.124.274 денари. Ставката 424 поправка и тековно одржување. Реализирани се трошоци во третиот квартал во износ од 64.444.720 денари од вкупно планираните 92.524.564 денари. Ставката 425 договорни услуги. Реализирани се услуги во третиот квартал во износ од 26.994.901 денар од планираните 39.341.338 денари. Ставката 426 други тековни расходи. Реализирани се трошоци за третиот квартал во износ од 16.880.000 денари 539 денари од планираните 23.789.250 денари од вкупниот буџет. Ставката 427 привремени вработувања. Реализирани се трошоци за третиот квартал во износ од 8.778.799 денари од планираните 12 милиони од вкупниот буџет. Ставката 452 каматни плаќања кон домашни кредитори. Планирани се средства во износ од 1.765.814 денари и во третиот квартал се реализирани трошоците во износ од 1.065.000
1.765.814 денари. Ставката 461. Субвенции за јавни предпријатија. Реализирани се трошоци за третиот квартал во износ од 5.400.000 денари од вкупно планираните 6.549.770 денари. Ставката 463. Трансфери до невладини организации. Реализирани се трошоци за третиот квартал во износ од 66.083.018 денари од вкупно планираните 73.750.000 денари. Ставката 464. Разни трансфери. Реализирани се трошоци во третиот квартал во износ од 27.941.987 денари од вкупно планираните 64.134.886 денари. Ставката 465. Исплата по извршни исправи. Бил планиран износ од 1.550.000 денари, а се реализирале во третиот квартал 716.198 денари. Ставката 471. Социјални надоместоци. Реализирани се трошоци во третиот квартал 4.319.032 од планираните 4.700.000 денари. Вкупни капитални расходи. Ставката 480. Купување на опрема и машини. Реализирани се расходи за третиот квартал во износ од 8.540.768 денари од планираните 18.339.281 денар. Ставката 482. Други градежни објекти. Реализирани се расходи за третиот квартал во износ од 168.979.359 денари од вкупно планираните 340.399.849 денари. Ставката 483. Купување на мебел од планираните 500.000 денари, реализирани се расходи од 52.300 денари. Ставката 485. Вложување и нефинансиски средства. Реализирани се расходи во третиот квартал 7.601.529 денари од вкупно планираните 17.918.100 денари. Ставката 491. Отплата на главница. Реализирани расходи за третиот квартал се во износ од 14.292.200 денари од планираните 14.500.000 денари. Извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите програми е 61,02%. Програмата А0 Совет на општината е извршена со 64,91%. Програмата Г1 Локален економски развој е извршена со 21,38%. Програмата ГД Проекти за енергетска ефикасност е извршена со 63,08%. Програмата Д0 Градоначалник е извршена со 70,27%. Програма Д1 Местна самоуправа со 28,49%. Програмата Е0 Општинска администрација е исполнета или извршена со 67,59%. Програмата ЕА Капитални трошоци на општината е реализирана со 57,15%. Програмата Ј2 Одведување и пречистување на отпадни води со 100% е извршена. Програмата Ј3 Јавно осветлување е извршена со 80,43%. Ј4 или јавна чистота со 64,36%. Програмата Ј6 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на сообраќајот е исполнета со 54,61%.
Програмата Ј7 одржување и користење на паркови и зеленило со 84,62%, програмата Ј8 други комунални услуги со 78,07%, програмата ЈА други градежни работи реализирана со 61,63%, програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување е реализирана со 25,74%, програма ЈГВ реконструкција на водоводна мрежа на улици во населба недопирливи со 100%, програма ЈГМ реконструкција на водоводна мрежа булевар 1 мај е со 100% извршена. Програма ЈДО изградба и реконструкција на локални патишта и улици со 51,10%. Програма ЈДА изградба и реконструкција на локални патишта и улици Довлеџик реализирана е со 100%. Програма ЈДД изградба на улици СРУ 5 во Арама 4 со 100%. Програма ЈДЕ изградба и реконструкција на локални патишта и улици Крушевска република со 37,72%. Програма ЈДЈ реконструкција на локални улици и патишта улица 7 јули со 98,27%. ЈДК изградба и реконструкција на локални патици улица булевар 1 мај со 98,81%. Програма ЈДП реконструкција на улица Наумномовски Борче со 99,78%. Програма ЈДФ реконструкција на улица Македонска фаланга со 100%. ЈИ програма изградба на атмосферска и фекална канализација со 30,30%. Програма ЈИЕ реконструкција и канализациона мрежа во населба недопирливи е извршена со 100%. Програма ЈЛ други комунални услуги, капитални расходи е реализирана со 28,73%. Програма ЈЛА изградба на парк е извршена со 48,81%. Програма ЈЛБ адаптација на објект ветеринарни институции од урбан тип со 69,93%. Програма ЈК3 музејска и кинетичка дејност е извршена со 83,26%. К4 културни манифестации и творештво е реализирана со 92,66%. Програма КАМ партерно редување околу офицерски дом е извршено со 99,53%. Програма КАР набавка, транспорт и монтажа на канделабри во офицерски дом е со 73,11%. Програма ЛО спорт и рекреација со 97,34%. Програма ЛА спорт и рекреација ма капитални расходи е со 56,90%. Програма ЛАА реконструкција на фудбалски стадион под Тумбекав е со 97,04%. Програма НД на основно образование 59,78%. Програма НА капитални расходи во основно образование со 89,36%. Програма њО противпожарна заштита со 59,54%. Програма њА противпожарна заштита капитални расходи со 47,99%. Програма Р1 заштита на животна средина и природата со 77,42%. Програма F1 урбанистичко планирање со 65,04% и програма Дж1 родова еднаквост е извршена со 46,50%. Корисниците на средствата од наменска и благодотација. Значи, вкупните тековни оперативни... Вака, извинете, мислам дека ве мачиме. Дали сметате дека е потребно да ни го чита цело образложение
представникот од општина. Ако Значи, ако немате потреба, го имаме во материјали. Може е попаметно да преминиме на прашања, бидејќи ова, извинете сега, ма сметам дека непотребно ни го читате, зашто да се мачите, Добро. кога веќе го имаме во материјали. Така да мислам дека треба да поминиме на прашања. во Може? ред, јас ќе запишувам. Да, доколку има некои прашања, повелете. Некој, ако има, не знам. Немате прашања? Повелете. Ми се јави мене денес, изумив да ви кажам од Сабајле Маријана, дека се работи за некој долг према нискоградба, барем таква информација добив, ќе ја замолам да ни испрати или ако може од финанси, да ни испратите на писмено, значи се работи во образложението. Мислам дека за негде трета, четврта ставка е, во то краткото образложение што го имате за ребалансот. За ребаланс. Да, има 2 милиони и 400 за улици и патишта. Меѓутоа, ако може на писмено на сите советници точно за што е намената во таа програма. Ве молам, изуми вчера, некни да ви речам, предпоставувам дека Благица ќе ви го дај на писмено, пуштете му го на сите Ќе ви советници. го пуштам, да. Да, ама ако може во текот на денешниот ден. Добро. Значи се работи само за една ставка. Ако е само Така, за таа притиса- ставка, предпоставувам, меѓутоа пак ќе проверам точно. Да, ако може Затоа точно. Што, да, имавме ние во минатото договори со нискоградба, кај што беше вметнувано дека наместо банкарска гаранција треба да му задржуваме 10%, 10 години. И веќе во ред. Да, затоа... Да, ве молам ако може на писмено, пошто да, остана во право е колешката, остана неразрешено шо е. Во ред. Друг некој прашања дали имате? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Немате други точки, така? Не. Добро. Од точките стигнавме, Стефанија, до 15, не, до 16 точка, ама мене не ми е напишана тука. Може да ги добијам? Значи, вака се работи за две барања кои се стигнати до Совет на Општина Битола. Јас имам информација дека се стигнати и до Општина Битола и до градоначалник. Првото барање е за противпожарни возила, а второто барање е за барање на објект. Бидејќи ние како Совет немаме информација никаква во врска со овие две барања, побарав од службите да дојде денес некој на комисија и да ни образложи за што се работи и дали ова е во надлежност на Советот и каква одлука би требало ние да донесеме. Меѓутоа, очигледно дека никој не ќе да дојде да ни објасни. Затоа сакам да донесеме заклучок на комисија со кој ќе го задолжиме одделението за имотоправни работи. Стефанија, може да се запиши во записник? Значи, одделението... Молам? Јас ве разбирам, меѓутоа џабе нас ќе ни објасните кога ние немаме некој од општина да ни објасни нас, да ви објасни вас за што се работи. Вие ако сакате слободно може нас да ни објасните, нема проблем, меѓутоа требаше да дојде представник од општината и да ни кажи дали вашето барање е издржано или не. Повелете, имате тука микрофон пред вас на столчето. Повелете. Се слушаме. Јас сум Игор Петковски, представник на Сдруженијето Архангел Михаил, кој ги достави двете барања. Во својство на председателот како замена негова дојдов да образложам за што станува збор. Двете барања, едното барање е за отстапување на училиштето во село Крстор, кое не е функционално и ренуирано, да ни се отстапи за да се користи како тренинг база и фактички да биде како една доброволна противпожарна станица која ќе се користи за намените на обука, за повеќе области кои што ги имаме наведено во барањето, а тоа се значи тренинг обука, справи поставување во дворот на училиштето за тренирање и сите активности кои ги имаме замислено и спомнато да ги оствариме во програмата наша што е на Сдруженијето.
Друга работа, сакам да кажам дека има 116 членови, доброволци, без надокнада, кои што располагаат со целосна обука за справување со пожар кога ќе, не дај Господ, зафати на ниво на Битола. Во рамки на европската регулатива за противпожарна заштита, само ќе напоменам дека на ниво на Битола и град како Битола треба да има 4 до 5 станици противпожарни, а ние имаме само една. А ако ги следиме примерите од странство, ќе го напоменам примерот од Австрија, дека на еден пожарникар вработен редовно следува 99 пожарникари кои што се доброволци. На нивото на Австрија има над 340.000 доброволци, има над 3.000 станици доброволни, кои што како овој пример, како сега ние што го бараме училиштето, државата му отстапува. Во законот за противпожарна заштита и пожарникари стои дека општината е должна по закон да му обезбеди простор на противпожарните вакви здруженија и доброволни и да му обезбеди финансиски средства за работа. Во делот на барањето, значи за училиштето, тоа ни е неопходно и како просторија за чување, значи на нашата опрема, опрема која располагаме и е донација од Англија. Соработуваме со таму база на поголема база која е во склоп на Лондон, Оксфорд заштитата и сакам да напоменам дека соработката со општина мора да ја имаме и да биде и вие како советници мора да ни излезете во пресред и да фактички заработиме заеднички за барем Битола во делот на пожарите осакатена. Знаеме за сите ридови околни што се случило во минатото, така да една и ваша и наша заедничка цел е да излеземе во пресрет и да работиме заеднички. Мора да ги следиме тие европските регулативи, дека има доброволни противпожарни здруженија кои што се вистински и ние сме едно од нив, не сме на хартија, делуваме, има нон-стоп обуки. Пред една недела беа нашите членови во Кривогаштани на обука заедно со пожарникарите. Соработуваме и со противпожарната станица во Рек Битола, која фактички таа е надлежна нас да не активира, сме чествувале на сите пожари кои што се случило, сме биле и Берово, и Пехчево кога беа пожарите минатата година, така да не гледам причина зошто понатаму да објаснуваме и ете и лице да дојде од општина да објасни кога ставот и ваш и наш треба да биде заеднички и да ни отстапите и просторија и двете возила кои ги бараме целосно да ги репарираме на наш трошок, со наши средства и да ги ставиме во функција. Ако се остават тие да одат понатаму за старо железо, не му користи на никој. Еве еден апел од нас, од сите 116 членови да ги разгледате овие барања и одлучите според волјата ваша, но пред се представувајќи ги граѓаните и општото добро и заштитата на градот и на планината Пелисцер која е непроценливо богатство. Ви благодарам. Баш заради тоа, веднаш кога дојдовте кај мене ги донесовте барањата, иако претходно кажавте дека и пред една година сте поднесле барања, како совет нашата должност е да ги разгледаме. Меѓутоа, за да ги разгледаме, сепак одлуките треба да ги изработи некој од одделението во општината и при тоа да ни ги кажи насоките. Заради тоа, барам да се донеси заклучок кој ќе го изгласаме сега, со кој ќе го задолжиме одделението на писмено да ни објасни што треба понатаму да направат и здруженијето и ние како совет. Дали треба да донесеме некаква одлука, дали треба одделението да изготви некаква одлука и така натаму. Се надевам дека истото ќе биде прифатено, бидејќи пак ќе нагласам, вие имате пуштено барање и до мене, мислам и до совет на општина Битола и до градоначалник на општина Битола. Повелете, колега. Благодарам, председателке. Сега ќе вратаме една седница назад, кога имавме и кога едно противпожарно друштво бараше и објавено е тоа во службен гласник да се изземат дел од возилата за одјавување во сопственост на општина Битола.
тогаш не побаравме ниту некој од општина, ниту дојде некој од здруженијето тука да ни објасни нешто. Затоа предлагам 5 минути или 10 минути пауза, да повикаме некој од општинската администрација и да ни објасни што значи ова. Односно, ние добро знаеме што значи тоа. Треба да се донесе одлука за времено давање на користење на местната заедница Крстор, како што направивме и имаме направено и претходно, и што значи тоа односно одлуката која што треба да донесеме, а е точка на дневен ред за оттуѓување, односно за распишување на оглас за возилата кои што се во дворот на општината. Дали ќе треба да вратиме одлуката назад, прво со одјавување, па потоа да се направи одлука за оттуѓување како старо железо. Затоа предлагам да повикаме некој од општинската администрација, сите се на работни места и да ни објасни. Претходно праксата не беше така, затоа предлагам да продолжиме истата пракса. Вака, колега, ако немате информација, јас ќе ви кажам. Прво, за претходната седница која кажувате, тогаш стигна до нас одлука. Ако сега сакате да правите циркус, нема проблем, ќе направиме, тоа е првото. Второто моје објаснување дека јас како председател на совет и вработените во администрација очигледно не ме слушаат мене, па не викнаа представникот од општина. Сега вие барате 5 минути пауза за вие да викнете, оти вие ќе го викнете од ВМРО, како човек од ВМРО, ако може да не ми влегвате во збор. И следно, значи ние моментално разгледуваме барање на комисија и овде сите сме сложни дека треба да му излеземе во пресред. Вие ако не ките на некој да му излезете во пресред, ако сте сакале да му излезете, ова до градоначалникот пред 1 година е стигнато и досега никој, барем таква информација имам, никој не ги викнал на разговор. Јас не можам да знам што стига до градоначалник и до мене ако не стигнеа во канцеларијата, ако не дојдеа представниците на друштвото, јас не знаев дека има вакво барање. Така да, колега, нема да ви дозволам по 10 пат овде да правите циркус, бидејќи уредно беа поканети од администрацијата и барам на писмено да ми достават и побарав и за претходната одлука која ја спомнавте, зошто немаме известување за возилата. Еве до денес, до 12:30, такво известување немаме. А вие во ВМРО, ако ви дават известување, тоа е друго. Повелете, Корлевски. Извинете, пред вас крена рака. Значи, нема потреба нешто да правиме и да се вадиме било не било. Има интересите, советници сакат и тоа ќе го усвојат. Меѓутоа имаме две работи кои што сакам да ви информирам. На претходната седница, кога ни рекоа да ги оттугиме тие две возила, бидејќи се старо железо, некорисни така натаму, рекоа дека се за продажба и за старо железо. А барање, како што кажува председателката, имала пред 1 година. Ајде да бидиме еднаш искрени и реални, оти се лажиме и така паѓа авторитетот и кај граѓаните и кај оние кои што работат. Прва работа. И втора работа, за отстапување на простор. Зато бараме и ние и вчера и некни представник, оти согласно законот, донесен 2014 година, општината не може да му префрли имот или да го даде под закуп на здружение на граѓани. А најмалку па советот има надлежност. За не биде дека некој сака или нејки. Значи, ова не требаше ни да дојде до советот, туку тој што може, има начини, значи, не дека не постојат, општината да направи договор со пожарната, како што е дел, бидејќи ова здружение, тому е функционална дејност согласно добиената одлука од Централен регистар и така ќе го добијат просторот за извршување на задачи. И нема потреба се тегниме да се докажуваме околу таа работа, бидејќи не знам, сигурен сум дека нема советник што не сака. Ама на претходна седница, возилата да ги велиме дека се старо железо, сега па да ги враќаме, значи или не сме внимавале на тоа претходно кој имал барање, или сме го ставале па да видиме дали ќе му текни па некој да се пожали па да каже. Ама и во двата случаи не е добро. А за овој третиот дел, кој што зборам за Сдруженијата за граѓани, тоа е законски дел кој што не може општината да му даде директно на Сдружение на граѓани. Единствениот начин е само преку да му го додели на пожарната, бидејќи пожарната вработените се дел на општината,
и пожарната и тие да склучат договор меморандум за соработка и така да го пренеси. Меѓутоа Советот нема никаква врска меѓу таа работа. Ако е така, обратно е. Павеле Бојковски. Во однос на колегата професор Корлевски, дека Советот нема надлежност да отстапува простори, ќе ве подсетам дека во 2022 година на Младинскиот центар во местната заедница Велко Влаховиќ устапивме простори, прв пат. На Сдруженијето на граѓани ФК-Бајра отстапивме простор. На Сдруженијето Порака отстапивме простор. Значи, Советот на една година има законска можност да отстапува имот на општината без надоместок. Тоа е прва работа. Втора работа, за колешката Илиевска, ќе ја замолам, значи ние тука ниту викаме по партиска линија и дека некој тука иди од ВМРО да престане да ги жигосува вработени. Кога ќе зборате за точката, тоа ќе добиете збор. 15 минути пауза. Продолжуваме понатаму. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ќе ве молам да влези во записник дека до седница, значи до утре, бараме на писмено известување во врска со предложените барања и доколку го добиеме, истото ќе биде проследено до сите советници. До одделението за имотоправни прашања, работи, како и да се вика. Кој е за ваквиот заклучок? Ве молам да крени рака. 5 за. Констатирам дека заклучокот е усвоен. Бидејќи го исцрпивме дневниот ред, минуваме на гласање на точките. Точка број 1. Измени и дополнување на буџетот на општина Битола за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 2. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола за третиот квартал од 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Констатирам дека точката број 2 не е усвоена. Точка број 3. Програма за измена и дополнување на програмата за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2023 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани 2. Точка број 4. Програма за измена и дополнување на финансова програма за одржување на јавните зелени површини на територија на општина Битола за 2023 година на јавното предпријатие Комуналец Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 5. Одлука за утврдување на почетна цена за давање на закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема, рекламно-информативни паноа, билборди. Кој е за, ве молам да крени рака. Корлевски. 4 за, против, воздржани 1. Точка број 6. Одлука за оттуѓување на употребливи основни средства, возила и други предмети од железо во кругот на зградата на општинската администрација, собственост на општина Битола со електронско јавно наддавање. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 7. Одлука за прифаќање на донација и давање на согласност за поставување на нова ПВЦ дограма, реновирање на подот и молерски услуги од страна на Алу Клип до Ел Битола во просториите на Ѓорги Наумов Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 8. Одлука за примање на донација, изградба на детски паркови општина Битола даден од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 9. Одлука за примање на донација, опремување на соба за третмани од страна на Германско друштво за интернационална соработка ГИС, проект за социјални права на ранливи категории. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 10. Решение за давање согласност на одлуката за паушал за одведување и прочистување на отпадни води на КЈП Нискоградба Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. Марица не гласа. 2 за, против, воздржани 2. Точка број
11. Решение за давање согласност на одлуката за поднесување на барање на донесување одлука на Совет на Општина Битола за склучување на договори на Општина Битола со ЈП Комуналец Битола за реализација на програмата за животна средина за 2023 година со примена на член 24 од ЗЈН, кој е заве, молам да крени рака. 5 за. Точка број 12. Одлука за склучување договори на Општина Битола со ЈП Комуналец. Таа беше 12-та, сега сме 13-та, Стефи? Аха, одлука за склучување договори на Општина Битола со ЈП Комуналец Битола за реализација на програмата донесена од Советот на Општина Битола за животна средина за 2023 година со примена на член 24 од ЗЈН, кој е заве, молам да крени рака. 5 за. Точка број 13. Решение за давање на согласност на одлуката за склучување на договори на МЈП Пелалинг Битола со Општина Битола и училиштата во надлежност на Општина Битола за јавен линиски превоз на патници, вклучително и ученици и слободен превоз на патници, кој е заве, молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 3. Точка број 14. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на одлуката за утврдување на цени на услуги на доместоци на јавните паркиралишта во Општина Битола, кој е заве, молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 2. Точка број 15. Решение за давање согласност на одлуката за пренамена на паркинг места во хуманитарни паркинг простори кои се користат за хуманитарни цели, кој е заве, молам да крени рака. 4 за. Со тоа го исцрпивме дневниот ред. Ви благодарам за присуството.